1925. godina kada što Grčija принудена od Обединените нации го издава абецедарот кој пред некоја година направи таква голема галама по Грција, толку многу ги разтревожи и ги уплаши грчките националисти. Само една книга, зашто таа едната книга е доста да ги разени лагите на грчката пропаганда. И таа книга беше издадена од иницијатива на Вино Жито, реиздадена, да кажем, репринтирана, со додатки на современиот литературен јазик. И тоа беше сигурно еден политички акт, за да им покажеме на јавноста во Грција дека таму сме постоиме, не сме невидни, не е нашиот јазик некој фандом, непостоечки. And in 1925, under pressure, basically an ABC thing about Macedonia was issued, but unfortunately that has been kept as a secret. And recently, Vino Žito Rainbow reissued and re-edited this book to basically dispel all the lies about the non-existence of the Macedonian language. Таа беше една опаска на грчката држава према негрчкото население во Северна Грција. Прв пат и единствен пат што Грција направи еден таков чекор на послушност на јавноста, на светската јавност преку Обединените нации, да покаже респект на своите граѓани. Тоа беше прв пат и последен пат. But that was the first and the last time that under pressure Greece showed respect to its citizens. Оттаму и натака веќе Грција, грчкиот национализам веќе се одлучува да играта за придобивање, за асимилирање на Македонија, за конечно и за секогаш присвојување на земјите на македонски, требаше да почне така, јавувајќи се пред светската јавност, светските организации, светските конвенции, договори, осамена и сурова и никогаш оттаму веќе натака не подпишува, не ратификува, не подпишува договори светски, картата за човековите, основните човекови права, за малцинските јазици, конвенцијата за зачувување на разновидноста и така натака, да не се кажам се едно по едно и временски. Грција не почитува досега никој од тие обврски што треба да ги има како цивилизирана, демократска држава и членка на Европската унија. Since that Greece has not signed any or ratified any document, especially for human rights for minorities within their country, and although she is a member of European Union, and she is a democratic country as well. Долги години, еден цел век скоро, Грција играше сама во едно свое поле, каде што светската јавност и не се интересираше толку многу да занимава со внатрешните проблеми на Грција. Која е Грција на крај? Крај е една малечка држава на крај на Балканот, а од другата страна имајќи директни интереси големите сили на Грција, пошто беше единствената така наречена западна држава, членка на НАТО, играта се ја играше сама на своје поле и така го имаше скоро убедено целиот свет дека проблем македонски не постои, не постоеше македонска држава, македонската федеративна држава беше затворена во Југословенската, така Грција беше слободна да игра играта, да го развива процесот, да не асимилира до моментот кога веќе Грција затвори кругот на режими, на диктатури до 1974 година. And Greece
has been playing this game basically alone without any interference from the world politics, because basically she was considered to be the only democracy in that part of the world on the Balkans, the only NATO member, and so far she has convinced the world that Macedonia does not exist, Macedonian language does not exist. It was basically an invention. Такаво, од веќе 1974 година, каде што последната диктатура паѓа во Грција, целиот веќе грчки народ, повеќе тој грчки народ, дел од грчкиот народ кој не беше од страна на властите досегашни, народ кој беше повеќе настроен на лева идеологија, како што романтично левите сонува за еден друг систем, за еден почовечки систем, без да знаат што се случува во Источна Европа. Since the dictatorship of 1974 fell apart, people of Greece are basically left-oriented, and they have that romantic view that the left side will be able to bring a new, more determined future. Така, веќе од 1974 година почна навистина да се развива еден демократски, подемократски процес во Грција. Веќе функционира парламентарната демократија и Грција се спрема да влези во Европската унија без критериумите кои важат денес. Политичка одлука беше да влезе во Европската унија. Since 1974, we have a process where Greece became much more democratic, and it was made of political concessions and political will that she can become a member of the European Union, but not fulfilling any concessions that needs to be made or rules that in order to get into this membership. Но веќе во таа релативно, да кажеме, слободна атмосфера која се развива во Грција, тука се јавува новата генерација на македонци, нашата генерација, која веќе поминува на една друга фаза, иако преку грчкиот јазик кој сме веќе принудени да го учиме како прв јазик, влегуваме во грчкиот образовен систем и веќе се образуваат новите генерации македонски. Now in this new atmosphere, the new generation of Macedonian is thriving. Although we have to say that we are forced to be educated only into a Greek language. Значи тука сега новата генерација сме ние кои се јавуваме и веќе почнуваме да ја разтресуваме историјата и да ја разтресуваме, да ја разтресиме, веќе почнуваме да ја тресиме грчката стварност и грчкиот систем и грчкиот национализам. Тука сите во Грција, целиот систем, целата држава се изненадуваат кога се јавуваат некои луѓе кои се декларираат како македонци веќе годините 75-та, 6-та, 7-та, 8-та. And this new generation that is basically my generation, that's actually us, who are starting to basically revisit and try to somehow see the holes into the Greek history of their nationalism, and more and more people are declaring themselves as Macedonians in the year 1975 and 76.